Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Господ Бог не вдахна во мајчината утроба и ние станавме жива душа. А од друга страна сме дух. Господ е дух, не е душа. Го славиме во духот и вистината. Духот има врска со раѓањето наново, односно треба да се биде наново роден. Тоа Исус најдобро му го објаснува на Никодим. Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјото царство. Никодим му рече: како може да се роди човек кога е стар? Зар може повтор пат да влезе во утробата на мајка си и да се роди? Исус му одговори: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божјото царство. Роденото тело тело е, а роденото дух дух е. Не чуди се што ти реков, треба да се родите од озгора. Ветерот дува каде што сака и го слушаш неговиот шум, а не знаеш од каде доаѓа и каде оди. Така е со секој кој е роден од дух. Драги мои, добре дојдовте во Елиезер. Славењето на Бог треба да биде спиритуално, а кога тоа се прави преку душата или преку телото, тогаш тоа треба да биде преку тело кое е одделено и душа која е трансформирана преку обновување на умот, како што пишува во послание до Римјаните 12:2. Немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновување на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Не можеме да стигнеме до Бога на ниту еден друг начин, освен преку Исус Христос. Иако беше Исус во тело, тој е и дух. Исус говори: и никој не отишол во небо, освен оној кој слезе од небото, човечкиот син, кој е во небото. Нашето тело не доаѓа со нас, откако ќе завршиме нашата мисија тука. А што се однесува за душата, со нас доаѓа само оној дел кој е откупен. Од овој случај исклучок се пророците Илија и Енох, кои преминаа во Царството Небесно со нивните физички тела. Што се однесува до нас, главниот дел ни е духот. Душата е психолошкиот дел од нас, односно умот, волјата и емоциите. Нашиот дух е нашето вистинско јас, што потекнува од Бог. Ако го разбереме нашиот душевен дел, тој е всушност делот кој треба да го управуваме, да го менаџираме. Треба да дозволиме да се трансформира преку обновување на умот. Во послание до Коринтијаните 11 глава пишува: кога бев дете, зборував како дете, мислев како дете, расудував како дете, а кога станав маж, го отстранив детинското. Зашто сега гледаме како во гледало, нејасно, но тогаш лице во лице.
Сега знам делумно, но тогаш ќе сознам целосно, како што и јас бев самиот наполно познат. Знаете ли дека можеме да се спротивставуваме на самите себе? Оно што се случува е тоа што сатаната доаѓа против нас преку телото и душата, манифестирајќи се преку лошата здравствена состојба. За да се чувствуваме депресивни и, ако сте забележале, тоа се случува во или за одреден временски период. Како во круг, да се случува истото па истото. Затоа ќе искористи околината, дали преку ставањето притисок врз нас, или преку несогласување со одредени членови во семејството. Забележете, дали во животот одредена ситуација ви се повторува и се запрешувате како може повторно да се случи истото. Она што е важно при раѓањето наново, односно покајувањето од своите гревови и прифаќањето на Исус Христос за Спасител, се што сме погрешиле се бриши, нашето минато се бриши. Нашето досие е празно. Кој е предизвикот што следува? Да застане нашата душа рамо до рамо со духот, односно да се синхронизира. Тука се наоѓа полето за личен раст и развој, зашто да бидеме реални, потребен е труд. Зошто е тоа така? Бидејќи живееме во скршен свет. Соочени сме со задачата дека треба да го промениме нашиот светоглед, да ги промениме нашите навики, процесот на мислење и така натаму. Се што сме научиле, се што сме доживеале во текот на животот не било вистина и правилно, па сето тоа треба да го промениме. Зашто треба да бидеме доследни и дисциплинирани и понизни. Да не ги заборавиме и травматичните работи што ни се случиле, кои оставиле печат на нашата душа и кои помалку или повеќе влијаеле на нашите успеси, здравствената состојба, финансиите, семејството и слично. Сето тоа стои како податок во умот. Во нашиот дух ние не знаеме за неуспех. Божиот дух, односно Светиот дух, не го познава тој поим неуспех. За него не постојат граници. Секој од нас има можност да чуе за вистината, за Божиот збор. Секој од нас има можност да направи промена, како кај себе, така и кај другите. Прашањето е, како би успеале? Би успеале доколку би пристапиле до светогледот на духот. Но тоа од нас бара да бидеме одговорни. Би запрашале, одговорни, а зашто? Доколку знаеме дека во нас има нешто што треба да го промениме, односно нешто што не е како што треба, било тоа да е емотивна повреда, траума, нешто што ни се случило, при што тоа стои како товар. Воспротивно, тоа ќе биде отворена врата за ѓаволот за да не напаѓа. Потребно е да му дозволиме на небесниот татко да не излекува, да не утеши, да не закрепи, да ни даде љубов, сила, внимание. Ако продолжиме да живееме погрешно, животот ќе биде се потежок. Треба да му дозволиме на небесниот татко да ни открие што е тоа што треба да го промениме. Помакар тоа да значи спротивставување на нашите веќе постоечки гледишта. Потребно е да се понизиме. Доколку не ја исчистиме почвата, нема да можеме да посееме. Односно, ако не ја подобриме состојбата на нашето срце, Божиот збор нема да продре за потоа да добиеме откровение. Мора да се соочиме со фактот дека треба да учиме, да се менуваме. Бунтовноста против истината, со изјавата "мене не ме интересира, ќе си правам јас како што сакам", не води до успех. Трансформацијата на нашата душа е оставена на нас. Бог не може да го направи тоа место нас. Ние треба да го дисциплинираме телото. Досега сме биле програмирани да живееме на некаков начин, но од денес можеме да започнеме нешто ново, поубаво и повредно. Да бидеме мудри. Ќе го спомнам примерот напишан во Евангелие според Матеј 25 глава, кој гласи: Тогаш небесното царство ќе биде како 10 девици,
кој ги зедоа своите светилници и му излегоа во пресред на младоженецот. 5 од нив беа неразумни, а 5 други мудри. Зашто неразумните зедоа со себе светилки, но не зедоа масло, а мудрите зедоа масло во садовите со своите светилници. Бидејќи младоженецот се забави, сите задрема и заспаа, а на полноќ се чу викање: еве го младоженецот, излезете му во пресред. Тогаш сите оние девици стана и ги приготвија своите светилки. А неразумните им рекоа на мудрите: дајте ни од вашето масло, зашто нашите светилници ни гаснат. Но мудрите им одговори и рекоа: за да не биде малку и за нас и за вас, отидете кај трговците и купете си. Кога отидоа да купат, младоженецот дојде и спремните влегоа со него на свадбата и вратата се затвори. А потоа дојдоа и другите девици рекоа: Господаре, Господаре, отвори ни. Но тој им одговори и рече: вистина ви велам, не ве познавам. И така, бидете будни, оти не го знаете ни денот, ни часот кога ќе дојде Синот човечки. King of my heart, King of my heart, enthroned here on my heart, God. You're the King of my heart. You're the King of my heart. You're the King of my heart. Enthroned here upon my heart, you are the King of my heart. The King of my heart. The King of my heart. Full access to every part of who I am. Oh, you have it all, God. You can have it all, God. Every part of who I am. Full access to who I am. All of me, all of me. All of me. Here I am, God. Here I am. You have full access to all of me. Ќе бидете изненадени доколку ви кажам дека можете да си пророкувате на вашиот живот, доколку се препуштите на духот. А знаете ли дека истото можете да го направите и за другите луѓе? Знаете ли дека постои молитва во послание до Ефесијаните 1 глава која гласи вака: се молам Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение за да го познаете и да ги просветли очите на срцата ваши, за да увидите во што се состои надежта на повиканите од Него. Колкаво е богатството на славата од наследството Негово во светиите и колку е неизмерна величината на Неговата сила во нас, кои веруваме преку дејството на Неговата крепка сила. Таа сила Он ја покажа во Христос, кога го воскресна од мртвите и го постави од својата десна страна на небесата. Повисоко од секое началство, власт, сила и господство, и од секое име со кое се именуваат не само во овој свет, туку и во идниот. И се му покори под неговите нозе и го постави глава над сите во црквата, кој е негово тело, полнота на оној кој исполнува се во се. Со оваа молитва можеме да се молиме како за нас, така и за другите, односно за најблиските, пријателите, ближните.
Во послание до Филипјаните 3:12 апостол Павле се моли за себе и пишува: велам така не затоа што веќе достигнав или дека веќе постигнав совршенство, туку се стремам да го достигнам она со кој Христос ме достигна мене. Господ Бог ќе ги отвори вашите очи, за да видите што има во небесните места. Знаете ли дека небесниот татко може за миг да го промени вашиот живот? А што е потребно за тоа? Потребно е да се биде послушен. Послушен на неговиот збор, да се биде послушен на она што тој го говори и го бара да го направиме. Што значи? Напишете ја ова молитва за вас, отпечатете ја на хартија, читајте ја реченица по реченица, бидете фокусирани, дозволете му на Божиот збор да навлезе во вашиот дух. Не станува збор само за ментална активност, односно меморирање на зборови, туку потребно е тие зборови да се вселат во вашето срце. Исус ни вели дека верата доаѓа од срцето и дека доколку поверуваш во срцето, тоа што го говориш ќе се исполни. Тоа го пишува во Евангелие според Марко 11:23. Имајте вера во Бога. Вистина ви велам, ако некој рече на оваа планина, дигни се и фрли се во морето, а не се посомнева во своето срце, туку верува дека ќе биде она што го рече, тоа и ќе биде. Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека го примивте и ќе ви биде. Со други зборови, Исус не вели дека доколку имаме препрека, планина на нашиот животен пат, можеме да ја се обратиме на планината и верувајќи во своето срце да ја достраниме. За се е така. Доколку ни е потребна мудрост, се молиме за мудрост и со вера во своето срце веруваме дека ќе добиеме мудрост, како што пишува во Јаков 1:5. Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја моли од Бога, кој им дава на сите изобилно и без укор, и ќе му се даде. Таа мудрост доаѓа од небесата, од престолот на небесниот татко. Тој не се сомнева во нас, тој веќе има план за нас уште пред да се родиме. Го очекува нашиот повик, ги очекува нашите барања. Тој го испрати Светиот Дух во нашиот живот преку раѓањето во Духот. Духот на Бог, Светиот Дух, не мисли за нас дека сме губитници, неуспешни. Тој не гледа како победници. Светиот Дух ја има токму онаа моќ, истата моќ што го воскресна Исус од мртвите. Штом се родиме наново, таа моќ престојува во нас. Дури и Божите ангели не гледаат како победници. Така што говорејќи, декларирајќи она што е во нашиот дух, преку Светиот Дух, ние пророкуваме за нашиот живот. Пророкуваме живот, здравје, благосостојба, успех, тоест она што го говори небесниот татко за нас. Некои од нас, може би во моментов поминуваат низ тежок период, но Светиот Дух ќе ни ја покаже нашата светла иднина, ќе ни го покаже патот, излезот, решението. Во Евангелие според Јован, Исус се моли за нас со следнава молитва. Се молам за оние што по нивните зборови ќе поверуваат во мене, за да бидат сите едно, како што си ти, Оче, во мене, и јас во тебе, па така и тие да бидат во нас едно, и да поверува светот дека ти си ме пратил, и славата што си ми ја дал, ним им ја дадов, за да бидат едно како што сме ние. Јас сум во нив и тие се во мене, за да бидат во се едно, и да узнае светот дека ти си ме испратил, и нив си ги возлюбил, како мене што ме возлюби. Врз основа на оваа молитва, гледаме дека Бог не сака со иста мера како што го сака неговиот син Исус, дека преку Духот сме заедно со Исус и со Таткото. Ако го имаме Светиот Дух во нас, ако се препуштиме на Него, тогаш му оставаме можност на Светиот Дух да ни даде представа, слика за тоа какви сме всушност ние, што треба да правиме, каде припаѓаме, која е сликата за нас направена од небесниот татко.
Замислете си го во умот она што го пишува во Светото Писмо. Например, замислете си го престолот на Небесниот Татко, кој го пишува во пророк Исаија. Така сме создадени. Нели кога читаме книга, слики ни се креираат во нашиот ум. Добар писател ќе опише некоја сцена до деталности и ние веќе ја имаме сцената во умот. Зарем не е така? Истото е и со Божиот збор. Бог ни ја дава сликата за нашата иднина, насоките по кои треба да се водиме. На овој начин можеме да ја оформуваме нашата иднина, нашата средина, нашиот свет. Така што, штом зборуваме, штом размислуваме за Божите работи, Светиот Дух стапува во акција. Нашиот ум така е направен да можеме да разбираме, да перципираме преку слики, зборот да го претвориме во слика. Добар начин за постигнување на ова е штом сме добиле слика во умот од Светиот Дух, да ја запишеме, исто како што водиме дневник, да се молиме во Духот. Тој ќе ни даде инструкции, насоки, толкување, да запишеме се што ни доаѓа како мисла или слика. Може да е некој стих од Божиот збор, сето тоа да го запишеме. Бидејќи сме составени од тело, дух и душа, Светиот Дух ќе започне да комуницира со нашето разбирање. Треба да му дозволиме на Духот да не води. Во Евангелие според Марко 14:38 пишува: Духот е бодар, но телото е слабо. Нашето тело не е толку послушно и се спротивставува. Токму заради тоа треба да бидеме дисциплинирани, постојани, да се трансформираме преку обновување на нашиот ум. За крај на ово издание, драги слушатели, се молам Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение, за да го познаете и да ги просветли очите на срцата ваши, за да увидите во што се состои надежта на повиканите од Него. Колкаво е богатството на славата од наследството Негово во светиите и колку е неизмерна величината на Неговата сила во нас, кои веруваме преку дејството на Неговата крепка сила. Таа сила Он ја покажа во Христос, кога го воскресна од мртвите и го постави од својата десна страна на небесата. Повисоко од секое началство, власт, сила и господство, и од секое име со кое се именуваат не само во овој свет, туку и во идниот, и се му покори под неговите нозе и го постави глава над сите во црквата, кое е негово тело, полнота на оној кој исполнува се во се. Се молам за вас во мојкиното име на Исус Христос. Секое добро. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓорѓевска-Костадиновиќ, под покровителство и во соработка со Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер.